Е, уште сме во општество во кое што е табу тема да вежбаат трудници. И докторот ти вика, па модифицирај го, намали малку. Значи не може човек што вежбањето му дава енергија, ако имаш нормална бременост, ај сега да се откажам од вежбањето. Треба да продолжиш да живееш нормално. И си реков, ќе си продолжам да си вежбам, ќе си продолжам да си бидам истата јас, никој не слушам, никој не ништо не прашувам и значи на крајот излезе дека тоа беше љубов на прв поглед. Се заљубив во првиот тренинг. Марина, жената која што ми приде и ми рече, гледам во тебе потенцијал ако си заинтересирана. Безрезервно даде од себе за да ме обучи мене. Многу е важно да имаш од кој да учиш. На темата сега ќе ме нападнат тие што се вегани и вегетаријанци. Храната ни е креирана така да можеме да земеме се од неа. Ако треба јас нешто да го внесувам во суплемент, јасно е дали треба или не треба да го внесувам. Значи протеините проблем се додатоците кои што ги ставаат. Тој ти дава чувство дека е благо и дека е супер протеинот, ама после тоа уште повеќе да ти се јаде благо затоа што рецепторите всушност за сладко не се задоволени. Целиот мој прогрес и сето тоа како се одвиваше енергијата со која што се носе во бременоста ме мотивираше и си реков морам да направам нешто да го пренесам тоа затоа што Здраво на сите, добре дојдовте во нова епизода. Денеска ќе зборуваме со еден многу искрено се знам одамна со Драгана. Драгана има голем успех, има многу големо искуство во светот на фитнесот, спортот. Пилатес инструктор, има свое студио, нутриционист кој што споделува различни рецепти, книги за храна и сето тоа. Има многу што да кажем, многу ми е мило и многу сум возбуден што ќе ни сподели некои од тие ствари денеска. Добре дојде Драгана, официјално вака. Како се чувствуваш, како си? Супер, одлично, фала ти многу на поканата. Ти благодарам што прифати што дојде. Имаме можност вака да разговараме на теми што секојаш се актуелни. Реално, да. И имаме, јас и ти мове да си направиме. Кажи ми вака, пилатес инструктор, си имаш сега свое студио, пребацено, префрлено, нова локација, како ти иде сето тоа, како е сега? Честитки на тоа, релативно ново. Како иде? Па супер, тоа беше само промена една, инаку тренинзите и целиот концепт се останува исто, ни беше само една како да речем пресврт на нешто ново што ќе биде нели направено баш по наша мерка и сега за сега сме на почеток, ама сме задоволни секако и како тече. Браво, супер. Локација подобра, како би го одлучила тоа сега, како би кажала дека? Искрено локацијата што ја барав подолго време простор кој што ќе биде соодветен, затоа што долги години една друга локација. Да, не е стабилно. Не е стабилно, значи изнаемувавме термини, делев сали со други, мислам, низ годиниве, милион работи искусив. Так. И барав последниве година дена, иако не можев да барам многу посветено, простор кој што ќе биде, ќе можам да го адаптирам соодветно и секако да ми биде блиску до дома, затоа што навистина со две деца и со милион обврски е многу тешко цело време со колата од еден на друг крај и плюс да треба по неколку пати во текот на денот да отидеш до таму. Тоа беше пресудно за локацијата. Локацијата ни е во аеродром. Така да заради тоа ја избрав новата локација. Претходно бевме во аеродром, имавме термини во школото во Блаже Коневски тука, но повеќето тренинзи ми беа во Кисела вода, во Карпош. На Таганава како суштина, да. Ама во секој случај, иако тука немавме нели баш тренинзи, сепак групиве се наполнија затоа што луѓето се желни за физичка активност. Да, мислам дека у денешно време сме на врвот на која луѓе имаат желба да се посветат на нешто и тоа ме радува, мило ми е многу. Да, мене ме радува тоа што не само младите, дури не знам, свесни си младите, повозрастните негаде на 35, можеби до 45-50 е возрастна група, мислам дека кај мене најмногу има така ако направам некоја анализа, жениве што вежбаат се таа возраст отприлика. Така. Добро, ќе поминеме околу тоа, дали имаш неколку поделби, ме интересира се. Отприлика сега во денот колку тренинзи имате? Па имаме имаме од 5 до 9 цело време и од сабајле имаме фиксни групи, така се договарате, фиксни групи, да, групите се фиксни, секој си се запишува во термин во кој што му одговара и тоа е тоа, си вежба 2, 3, 4 кој колку сака. Мислам се договараме, нели? Не може да доаѓа кога сака. Кажи ми, зашто започна со пилатес? Како започна со пилатес? Како ти дојде таа идеја? Дури е смешно тоа како започна со пилатес. Јас вежбав во теретана многу долги години. На почетокот. На почетокот, да, значи вежбам од 13 години, од прва година средно. И тогаш започнав исто така многу спонтано. Другарките се запишаа во теретана, па ајде и јас, ама јас се заљубив некако во физичката активност и останав, не знам, си достанав доследна и цело време вежбав, без разлика дали е топло, дали е ладно, дали не ти менја условите. Не ми менуваше ништо. И кога дојдов на факултет, затоа што студирав фармација и факултетот беше доста захтевен, имав многу за учење и мислам навистина и испити
не можеш да посветиш толку многу време да шеташ и слично, иако сум си посветувала за се време. Продолжив да вежбам и кога почнав на факултет, ама исто продолжив во теретана, затоа што имав слобода, нели, да одиш кога сакаш, па ќе отидам од Сабајле некој ден попладне, ама една другарка, колешка, што бевме блиски, она одеше на пилатес и цело време ми повторуваше: "Ајде бе, дојди еден час со мене, ајде дојди, многу е да пробаш." Ќе викам, нема шанси. Некој мене да ми кажува во 6 да вежбам во 7, значи не можам, јас сакам кога сакам да отидам. И ме натера, успеа да ме натера еден пат и отидов со неа и мислам тоа беше љубов на прв поглед. Значи се залюбив во првиот тренинг и никогаш повеќе не се врати во теретана. Чекај, во теретана си вежбаше она претежно со тежини или си сакаше и бодиуейт, мали килажи, како? Искрено никогаш не сум сакала да вежбам со големи тежини. Да, сум вежбала можеби со повеќе од кој што вежбам во моментот, ама претежно си вежбам бодиуейт тренинзи, сама си ги креирав тренинзите зашто стварно мислам имав искуство. Јас со суштина првите 4 години кога почнав во средно, јас сум од Берово, во Берово имаше само една теретана и сопствениците, жената што беше нејзина теретаната, имаше искуство со аеробик. Така. Со пилатес, со некои така крос тренинзи да речам. И терминот ни беше саат и пол. И ние 45 минути вежбавме со неа како групен тренинг, некоја адаптација, 45 минути вежбавме, нели, ги користевме справите со тежина кој што сака. И сега тоа ми беше мене баш еден имав и од тоа некое мало искуство, така да од тука бев обучена и можев и сама да си правам тренинзи кога дојдов на факултет и кога почнав тука да вежбам. Да, браво. Значи и кога осети ова пилатесов сикаш ова е тоа за мене. Да, тоа и почнав да одам посветено онака баш, мислам буквално не испуштав тренинг. И во клубот во кај што вежбав, сега кога вежбаш толку долго и некако нели вежбаме сите во група, ама кога вежбаш со чувство, јас викам со сенс, одстапуваш од групата и многу кратко после од кога почнав да вежбам во тој клуб пилатес, една од инструкторките ми прииде и ме праша дали некогаш можеби сум размислувала да ме обучат за инструктор и јас тоа ми беше како гром од ведро небо. Ама бев среќна затоа што си викам и после кога си размислив викам да, можеби јас се гледам во тоа затоа што јас значи правев на секаков можен начин колку и да нема време. Мислам стварно имав многу за учење, онака прва година, втора, кога треба да се докажеш, кога не смеев, мислам јас не сум паднала ни еден испит во сите 5 години. Значи ми беше важно и секогаш наоѓав време да отидам на тренинг. Значи нема да веруваш што сум правела, ќе земам, тогаш немаше таква технологија како сега. Значи лекови, значи имиња, хемиски формули, свашто сум учела. Ќе се снимам на телефон на говорна порака, телефоните беа тогаш basic, не знам каков телефон имав, некој Sony Ericsson. Ericsson, да, сигурно. Се снимам на телефонот со звучна порака, лекцијата што треба да научам си ја читам, за додека одам до попатот да слушам попатот, да не го губам времето џабе и на враќање да слушам. Тоа го правев, ама тренингот не смеев да го испуштам и никогаш не го испуштам. Тоа е таа посветеност, браво, секоја чест. Ама си имала таа пасија баш си избила заљубена во пилатесот, што викаш. И мислам од тогаш почна полека, мислам се обучив, мислам помина доста време. И некако си се дадов, мислам без разлика, тогаш работев нели во друг клуб, за друг, ама некако јас тоа го сакав од дното на душата и се едуцирав, читав, значи нон-стоп секој тренинг го осмислував од прва до последна вежба. Многу се посветив и всушност после некое време сватив дека луѓето кои што доаѓаат да вежбаат таму не доаѓаат заради тој клуб, туку доаѓаат заради мене, а тоа го сватив претходно работев стандардна работа во фармацевска компанија од 8 сати и од работа пата беше и инструктор и работеше од како заврши факултет. И отидов во Москва некои 10 дена, ама не им најавив на вежбачките дека ќе ме нема. И сега кога они видоа дека ме нема, почнаа сите да ми пишуваат кај си што е работата и тогаш сватив дека они уствари доаѓаат за мене, а не за клубот и почнав да размислувам дека може би треба да направам некој чекор, иако ми беше многу ризично, значи нема финансии никакви, значи реално ти си имала валја и стабилна работа, сепак фармација, нели? Да, имав стабилна работа, ама да бидеме реални, платата беше така, едва и да преживееш, затоа што јас сум од Берово, како што кажав, немав стан, значи, мислам, со маш ми што ми сега живеевме заедно, ме живеевме под кирија. Треба од нула значи, почнеш во Скопје. Треба да почнеш и ми беше многу ризично било што да правам, ама некако, знаеш, кога ќе си ги превземеш работите во своји раци и ќе речеш ќе работам и ќе успеам, ќе успееш. Браво, стварно браво. Баш многу интересна приказна, затоа сакав да те прашам како ти текне и како започна со пилатес и знам дека имаш завршена формација, почна работиш тоа, нели, се тоа, ама ете и пак е тоа голем чекор, затоа што пилатесот, изборевме, нели, фитнесот сега е доста познат, ама сепак не е ништо гарантирано дали тоа ќе успее и се тоа.
Ама еве како што викаш долгите часови што си ги имала со луѓето и кога си сватила, обично така луѓето се врзуваат за тренер, не се врзуваат за местото, едино ептен ако е нешто, не знам, вау, ама обично за тренер, посебно групни како што сме правеле ние, ако тренерот ти се допаѓа, едноставно сакаш со него да вежбаш. Самата, не знам, самиот вајб и сето тоа ти се свиѓа и сакаш со него да вежбаш. Браво, баш ми се свиѓа и многу интересно. И сега, значи, си имаш сега ти обучуваш инструкторки, си имаш своја екипа, свој тим, верувам така, поголем дел од нив. Ти имаш колку тренинзи, одржуваш ли да имаш, пример, не се оставаш, верувам, скроз да тргнеш некоја група или нешто, пошто истото е пак, ти си таа. Да, нашиот концепт, мислам, сега секоја нели теретана, секоја вежбална, сите групни тренинзи на различен начин се прават. Нашиот концепт, мојот концепт е дека ние за време на целиот тренинг вежбаме со луѓето. Значи, јас од почетокот до крајот на часот вежбам со групата со која што сум денес. Вежбам секој ден реално, и секој ден држам по еден тренинг, не можам некогаш држам и два кога немам инструктор достапен, но обично држам по еден затоа што тренингот кој што го држам навистина бара фокус, концентрација, значи јас вежбам од прва до последна вежба со нив. Бројам, ги гледам, ги мониторирам, цело време им потенцирам каде да дишат, каде да издишат, значи буквално цело време ги гледаш, а паралелно и ти го правиш тоа за да го почувствуваш. И гледам низ годините, сваќам дека тоа ги мотивира. Мели, секој различно го мотивира нешто, ама многу луѓе тоа ги мотивира, дури додека бев трудна. Значи последните месеци не можев да ги правам сите стомачни. Значи ја вежбав сите тренинзи ги вежбав, ама последниве месеци не можев да се виткам толку. Значи не се виткаа ни они као да се штедат, им викам бе, значи им го покажувам, им викам правете вака. Не, значи јас ако не го правам, значи јас ако ја кренам раката и они ја креваат. Така да, мислам, вежбам секако 5-6 пати во неделата, 7 часа. Еден на ден е така. Да, еден на ден. Обично гледам еден ден во неделата да си направам пауза. Дополнително сега, бидејќи спремам целосна нова онлайн платформа, снимам речиси, може би 4-5 пати во неделата. Така да и тамо цел тренинг верувам го снимаш. Да, и цел тренинг го вежбам од почеток до крај, цело време исто со зборење со се. Мислам дека мене повеќе не ми строшува толку вежбањето колку што целото зборење. Мислам тоа е енергија. Кога треба ти да правиш вежба и да збориш цело време, тоа е дупли трошок. И последниве 2-3 месеци некако тоа малце ми зема повеќе енергија, ама не ми е тешко, не знам. Убаво се чувствувам. Кога имаш љубов и пасија према нешто, не ти е толку. Не ми е воопшто мачно. Така, значи добро, да, тоа ќе го поминавме пилатесот е кога ти ги покажуваш вежбите, но исто така зборуваш, но исто така треба колку толку и да гледаш мониторинг да правиш за некој нели. Колку многу гледаш, мислам, онака цело време. Тоа ќе те прашам како успеваш примерите, дали пример некогаш ти си свртена према нив или зависи од вежбата, дали си према нив, позади нив, како е ако имаш голема група, како ќе дали нема да стигнеш некогаш до нив, ќе отидеш некогаш до нив да ги коригираш или само ќе покажеш? Не, обично групата е 20 луѓе најмногу. Сега пак мислам тоа е голема група, ама пак не е толку многу се менаџира. Повеќе од 20 е малце потешко, дури не можеш ни да ги догледаш. Сум вежбала и со повеќе, зашто вежбавме во спортската сала во Блаже Коневски, кој што кажав, и максимумот што сум имала на час е 44 луѓе. Мислам тоа е многу. Тоа е сама. И не можеш да ги догледаш во секој случај, ама мислам таквите тренинзи убави се нели во голема сала се, ама сепак се намалува квалитетот. Колку поголема група да се намалува квалитетот. Значи, успевам да ги догледам, нели ги гледаш цело време. Јас кога вежбам, кога објаснувам вежбата, цело време се трудам да им визуализирам што да прават. Дури и они да не ме гледаат, значи да бидам скриена негде, они од начинот на кој што им објаснуваме ние, не само јас, сите тренери кај мене, ти можеш да сватиш буквално во која позиција се наоѓам. И сум свесна со годините искуство каде прават грешки. Значи уште она пред да ја направи грешката, јас ќе речам газот не го спуштај доле затоа што знам дека одма тоа ќе го направи. Исто и на онлайн тренинзите кога почнавме и се шалиме во групата кај што си пишуваме, добро, како побогу знаеш дека сега како знаеш кај да викнеш, викам знам, значи не ве гледам, ама знам. Така да ради тоа е, мислам, полесно менаџирањето. И на кој има огледала, нели пак гледаат од повеќе аспекти. Јас се местам централно, секогаш се местам централно и гледам од секој може нагол од салата да имам поглед кон сите и обично кога е таман групата, кога не е преполно, кога нема замени, е супер. Да. Си размислила некогаш да уклучиш поголема група со повеќе инструкторки? Како мислиш поголема група? 3 ја правите истата кореографија, ти имаш 60 луѓе. Здравје Боже. Па why not? Ако имаме голем простор. Вие 3 формација, и вака 1 20 голем простор. Да, се случува кога не е толку гужва, кога има простор, пример во
Сега март е месец кога се вежба ептен. Сега е фул секаде, знаеш кај и нас ти. и се да. Кога не е толку гужва се случува, ние си одиме една друга на час, ако нели ти се вежба повеќе. Да. Едната инструкторка застанува до мене и ја Така, прави некој што- вежбата так, по полесна верзија. Так. Тоа го практикуваме, а јас или тој што држи или ако По сум јас advanced по адванс верзија. Тоа ќе те прашав следно, дали кога креираш еден таков пилатес тренинг, дали размислуваш за групата, препоставам дека имаш адванс група, немаш, сигурно е се. Пилатесот имаме, да. Имаме една што ми е power група, што ми е по луѓе што имаат искуство, Так. имаме една што е low impact, таа е за луѓе кои што не вежбале или луѓе кои што се после повреди, не знам, значи баш е со посмирени вежби, да речем, поконтролирани, и имаме една што е со средно ниво. Значи ги си имаш подоба и ги водиш така според тоа, па после ако некој стигне до тоа му викаш и ти се Да, маш мада во секој случај најважно е да ја мониторираш групата. Значи јас ги гледам, значи џабе јас може да смислам на адванс тренинг, како доаѓам на тренинг и гледам дека луѓето не ми вежбаат, ја не вежбам за себе, вежбам за нив. Така да кога ќе ми се јави некој, ама јас никош не сум вежбала, не знам дали ќе се снајдам, значи ќе се снајдеш во секој случај, затоа што ние ги адаптираме вежбите од нив. Значи ја не одам таму за себе си да вежбам, туку за нив да ги извежбам, а јас успат си извежбам. Да, да си завршиш и ти успат на работа. Значи имаш, ете така викаш некогаш дека ако треба се прави некоја регресија на некоја вежба, нели ако е тешка или ако не може да се изведе, го гледаш тој викаш ти чекај, прај го ова. Да, или секоја вежба може, ако ја спуштам ногата, сега зависи од вежбата, нели можеш да ја модифицираш вежбата, секоја вежба има полесна верзија. Значи јас дури и да гледам дека сите ја прават тешката верзија, им кажам ако се изморивте, значи не е нели окей да одиш напред, да си ги надминеш лимитите, ама во секој случај не е работава ни да си направиме повреда или ако чувствуваш дека не ти е удобно, прави ја неколку часови полесната верзија, па ќе стигнеш до потешката. Значи јас сакам вежбањето да биде уживање. Значи окей да се надминеме, ама треба да биде уживање. Мислам барем јас сакам да уживам додека вежбам. Исто да го размислам, да има убава атмосфера, енергија, маца и да се насмееш, нели, сепак доаѓаш таму за да се тргнеш малку со секојдневниот живот и се тоа. Значи така, кажи ми, не користите тегови, користите по некое текче такво малечко, ластици користите, претпоставувам се, зависи од групата и програмата што ќе имаш ти. Користиме ластици, мислам, користиме тежини, најмногу имам четворки, нели, и двете заедно осмица. Користиме тегови за нозе, исто и тие ми се двојки, мислам дека имам најмногу по нога. Ластици користиме, ленти, стапови користиме, големи мали пилатес стопки. Тоа е прилика, да. Во суштина постојано се работи. Нема многу пауза. Така, пример, ете садред, нема пауза што се вика. Нема ич пауза. Да, цело време си испод таа тензија и мускулот е цело време испод тензија, зависи од вежбата, нели? Уствари таму е тоа горење и тоа тешкото уствари што е во пилатесот. Ти се случило ли некојаш, пример, некој да прогресира толку добро и да ти рече, прв пат почнал со пилатес, пример, не почнал на ништо друго, стига до таа јаката група и ти вика, коуч, јас мене ми е веќе лесно како што да правам, како да правам. Не ми се случило. Искрено може и да му било на некој лесно, нели да се откажал, да сменил, не сум сватила, не ми се јавил некој таков, ама имам луѓе кои што вежбаат од сам старт со мене. И тоа ми е доказ дека не им е досадно, дека е супер, затоа што пилатесот е многу интересна активност. Значи вие може тренингот што го држам јас да го вежбаат две жени, да ги прават да изгледа дека го прават идентично, ама ако ти се дадеш максимум, значи ако пробаш на секоја вежба да си го конектираш мозокот со мускулот и ако го изработиш најквалитетно што можеш и се дадеш максимум, значи колку и да си адванс, ти ќе го почувствуваш тоа и ќе ти биде супер. Значи јас вежбам не знам колку години, многу години, од 14 години сега сум 32, скоро 20 години уште малце. Значи се извежбувам и ми извежбува пилатесот затоа што ги правам, јас викам со чувство како што реков, баш со чувство. И кога правиш некоја вежба, сакаш да го мускулот што знаеш дека треба работи, дополнително го стегаш го. Да, кога си фокусиран на тоа, значи ногата ако ја мавам само нагоре надоле, нема никаков ефект. Значи јас тоа им викам, не мавтете нозе, стегни, фокусирај се, диши, размислувај на тоа, пробај. Значи пилатесот е всушност и тоа, така и било првочното име на пилатесот, контрологија, да ги контролираме движењата, значи да го избалансираме убаво мозокот со мускулите, да имаме свесност за нашето тело. Да, добра конекција да се изгради. Да. Јас нешто што имам читано е дека нели е започнат за да се прави као рекавери на војниците, така корективни вежби и се тоа, да. Така да во секој случај види, тоа 90% од вежбите се користат и денеска секаде во теретана, барем како дел за гревање, па може ќе се користи таа вежба, но ќе се додаде некоја екстерна килажа. Ајде малку околу структурата, колку да поминеме, ти постојано им ги менуваш тренинзите,
од прилика колку вежби имаш во еден тренинг, претпоставам многу. Имам многу и можам да кажам дека вежбањето, И пример, едно прашање, како го запамтуваш тоа? Како го Значи, памтиш? сега ќе ти кажам, не го запамтувам. Значи, вежбањето пилатес е уметност, значи буквално Так. уметност. И ми требаше, нели, на почетокот кога почнав да држам, ми требаше да се спремам од прва до последна вежба, си ги пишував, си ги пробував, Да. си правев, почнувам одгоре се загревам, си правев конекција. Но после толку години искуство, веќе не знам 10 години имам искуство со групни тренинзи, сега сум дојдена до момент во кој што тренингот си го правам во глава, буквално во глава, јас никаде ништо не запишувам, Браво. застанувам пред нив и од прва до последна Као си вежба исклучуваш и ти тоа се ја, исклучувам, буквално многу пати и тоа што сум го замислила не им го давам, како креативата ми работи на лице место. Так. И тренингот некогаш излегува и си викам, леле, како можев толку добро да Да, го направам да. сама, си викам Викаш, на себе. браво, Баш буквално, не знам, значи баш е она уметност и многу е важно во пилатесот да вежбите да имаат флуидност. Значи кај нас не постои еден исти тренинг. Јас во мојот живот не сум одржала 20 тренинзи. Значи не можам да ги одржам затоа што буквално ги креирам, си го правам концептот, да, си гледам и претходниот пат на таа група, тоа и го дадов, сега ќе им дадам вакви вежби или слично, ако некоја група, бидејќи јас во текот на неделата сакам да ги поминам сите групи, кај сите групи да отидам, Так. и не сум цело време со истата Се група, менувате, да. ама ако ми се погоди да отидам кај истата група, пример е утринската група ја држам јас, значи тука и обавезно им ги менувам, буквално целиот тренинг им го менувам, како да кажам. Може да ми се случи истиот сличен тренинг да им дадам на две различни групи во текот на неделата, Так. нели со модифицирани вежби во зависност од Да, вежбачите што ги да. имам. Ама и тој тренинг не е ист, затоа што јас на лице место менувам, значи Да, бе. буквално гледам од групата, ќе им дадам повеќе стегнување, ќе им дадам некои вежби плюс за мобилност, ама важно е тоа што од првата минута до последната не застануваме, некојаш дури ми викаат не си фер, не ни даваш вода. Ја викам не ви треба вода, на крајот на тренингот ќе се напиете вода, телото си задржува вода додека вежбаме. Да. И флуидноста, значи мора од една во друга вежба да тече. Значи нема ај сега правиме 100 стомачни, правиме 100 чучнувања, нема тоа кај нас. Значи правиш, да, ние ќе направиме и 200 стомачни, ама они нема ни да ги почувствуваат затоа што измеѓу јас им правам вежби за мобилност, ќе ги истегнам. Одиме друга различна серија, значи буквално комбинираш помеѓу пример некојаш истегнување па вежба за вежби за мобилност, за флексибилност, затоа што мислам, на крајот на денот пилатесот е функционален тренинг и е нешто што помага за да си ја одржиме, не знам, како баш на долги стази да бидеме фит. Ако тргнеме, не знам, сигурно можеби знаеш и не знам дали си слушнала, ми професионалци, еве Леброн, со кошаркари имаш искуство, тој тренира пилатес и го користи пилатесот за да си ја подобри физичката форма. Значи, истегнувањата, вежбите за мобилност многу помагаат за баш да си одржиме флексибилноста на јадрото на телото, на половината, на рбетот, на се. Така. Мислам дека од аспект на тоа што као работиш многу и се фокусираш на некои елементи кои што ретко се фокусираме реално. Од самите работи кои што сме згрчени, нели, и сето тоа се случува. И јас пробував секогаш кога имав некој функционален групен тренинг, пошто тоа ретко се дешава у тренинзи, у теретани или некаде, да се фокусираат на тие мобилност, флексибилност, активација, јадрото да се зајакне преку некои вежби. Одма нели ќе дојдат малце, ќе свиткаат рацете, ќе свртат главата и тргаат со дигање тегови. Се тоа е разлика дека што ти кога ќе отидеш и ќе дигаш тегови, многу е голем стресот. Ти имаш екстерна тежина плюс многу фактори влијаат и нервниот систем самиот треба дополнително работи со тоа. А кај пилатесот е стресот помал, нема да ти го истроши телото на тој начин, а ќе ти помогне да бидеш поефективен во некои движења, да стигнеш полесно на некој примети. Еднашка се сеќавам одамна беше кога дојавте еднаш на тренинг кај нас. Вие немате пример никаков проблем. Да, кај девојките е така, ама посебно вие дојавте ти и Елена, немате проблем да чучнете до доле, значи као дип скват она фул до доле као што треба. Многу луѓе не можат да стигнат до таму затоа што се немаат се генетика има врска тука, ама се немаат фокусирано работа на таков тренинг, работа е во секој случај. Се тоа ќе го каже, пример, маш ми е фит, мислам, вежба цело време во теретана, трча, може да истрча 20 километри. Значи мојот скват баш како што викаш е многу подлабок од што неговиот, затоа што мислам јас имам флексибилноста во рбетот многу повеќе за да се спуштам многу пониско доле, што се стекнува баш со тоа, мислам. Да, треба да се посветиш да работиш на тие вежби ти после толку долго време, што викаш. И тоа сега следно прашање ќе ми беше, ти имаш нормално и така е некако стаено, осудено да речам да е пилатесот само за девојчиња, само за жени, нема као група специјална за машки. Не се случува. Машките така си ставаат епитет. Да, така, да.
Со тоа што стварно јас и така е дека и Џоковиќ има работено многу на пилатес и на јога за да се подобри. Џоковиќ е многу мобилен и флексибилен во своите движења. Има многу спортисти кои што го прават тоа. Дали си имала некојаш си тренирала машки, не си тренирала, си имала можност? Имаше порано, не знам, уште кога додека држев во другиот клуб кога немав свој, имаше неколку што доаѓа. Сега кога јас почнав не сум имала никогаш, ниту па некој маш се јавил да се заинтересира. Така. Додека немавме деца, Дарко доаѓаше многу пати, зашто и он е свесен колку Да, бенефити. Да, бенефити, ама сега за жал ја додека вежбам он ги чува децата, па не може инаку. Кај нас владее таков некој стереотип дека тоа не е за мажи, дека тоа е многу лесни се вежбите и мислам вака да гледаш од страна личат вежбите како да се лесни, ама кога ќе ги пробаш, кога ќе пробаш да направиш, значи тоа не е лесно, цело време си активен. Од друга страна, значи самиот креатор на пилатесот Јозеф Пилатес е маш, така да мислам и правен е за војници, да, така првично е направен, пилатесот е креиран во Прва светска војна да им помогне на ранетите војници, така да мислам тоа си се некои стереотипи кои што си се пренесуваат. Во секој случај, не знам, јас гледам на физичката активност како нешто да не одржува, да ни го подобри квалитетот на живот. И не треба да има такви стереотипи, ама кај нас за жал има и тоа е тоа, можеби ќе се надминат после некое време. Јас никогаш не сум рекла, многу пати ќе дојде некој вежбат ли мажи, викам не мислам немаме во групата, ама повелете слободно. Ако е само жени не доаѓам. И тоа е тоа. Да, тука завршува приказната. Може да се продолжи да се работи со теретана или пошто машките сакаат главна примарна цел во суштина има. Види тоа треба да нека биде додаток. Ти доаѓа, ти оди во теретана еднаш, два пати неделно барем пробај. Еве и со еднаш нека се почне. Колку да се започне некаде и да се подобри тој дел, ама ајде да се надеваме дека натака можеби ќе се смени тоа. Ќе направиме некој тренинг, да, заеднички ќе ме склопиме. Дали, кажи ми мислење за ова ново во што сега е многу популарно, реформер или како се ка, ја не го знам, нити јам пробано, а гледам дека и таму пробуваат некој. Пред некој ден го видов Кристијано Роналдо како вежба на реформер. Не, види, има два типа на пилатес. Имаме мат пилатес кој што го практикуваме ние, кој што е на простирка, и пилатесот со реформери. И тоа е развиен тогаш уште на почетокот во некои што биле како нели со сајли, со помош да им се помогне на некои позиции војниците кои што имале нели сериозни повреди. Реформерот е супер и многу се радувам што има веќе неколку студија кај нас, но со реформерот нели мора да бидат многу помали групи. Многу е еден реформер за еден човек, значи многу повеќе треба да наплатиш за да еден човек да ги почувствува бенефитите, а јас сум некако повеќе за тоа дека сакам повеќе луѓе да бидат физички активни, да биде достапно тоа до широката маса и многу луѓе ме прашуваат конкретно. Мислам дека демек толку сте добри во пилатесот, треба да почнете и вие со реформер. Можеби ќе почнам некогаш, ама некако повеќе сум за тоа да биде достапно за повеќе луѓе, зашто мислам факт е во какво општество живееме и не може мислам секој цената на реформерот, а и не можеш, мислам, ако донесеш самите реформери чинат многу, значи реформерот е врвно добро, мислам. Значи се користат добра алатка многу за многу добра алатка многу. Јас размислувам ако си направиме куќа да си за тебе да си имаш, Па добро и тогаш ќе си го практикуваш и него ќе си испробаш и можеби натака ќе отвориш некоја малечка група како што викаш. Али ти ја сваќам поентата тоа е добро размислување и за самото општество да се подобри дека реално не можат сите да си го приуштат тоа како што јас и пример ќе ти дам искрено доаѓаат некојаш луѓе ме прашуваат као за индивидуален тренинг, за персонален тренинг и нормално е персонален тренинг си има свои бенефити, ама многу поскапо. Јас само викам глеј, искрено ќе ти кажам, ти за персонален тренинг ќе треба многу да платиш. Ние на нашите групни тренинзи гледаме да те третираме како еден индивидуален тренинг. Ако направиш грешка, одма ќе дојме да те поправиме и сето тоа. И ако некоја вежба не можеш да ја правиш, за секоја вежба има регресија, прогресија, може да се смени нешто, но некои луѓе си го преферираат едноставно тоа, тој што може да си го приушти. Али исто главната цел ми беше вака можам многу повеќе луѓе до општеството да допрам, да им помогнам и плюс сите да се осеќаат како да прават некој индивидуален тренинг, а со група, реално група си има свој бенефити, атмосфера, енергија, го гледаш другиот како вежба, си викаш јас, така да, браво, ми се свиѓа. Кажи ми, ако некој, сака да го работи ова, пример сака да почне да биде пилатес инструктор, дали постои или може глобално нели да најде некоја лиценца за инструктор како фитнес или со тоа и дали има нешто, дали се разгледа, дали има нешто специјално за пилатес?
Види, во последно време, не знам, и ти си сигурно гледаш на социјалните мрежи, можеш многу да сретнеш сертифициран тренер за тоа, сертифициран тренер за тоа, ама кој ги издава тие сертификати? Значи, кој ги издава тие сертификати? Која институција? Дали таа институција може би има некои што се акредитирани, ама искрено кога некој ќе ми рече мене дека е сертифициран тренер за нешто, мене ама баш ништо не ми значи, затоа што искуството си го прави своето. Јас пак ќе речам, многу е важна е основата која што имаме, искуството и работата. За пилатес нема, нели? Кај нас нема кај да се сертифицираш и мислам дека искуството да сакаш да напредуваш во нешто, да сакаш ти сам да учиш, тогаш можеш да напреднеш. Така. Мислам дека мене многу ми помогна и тоа, мислам во целата кариера, да речем, кој што ја создадов, тоа што имам завршена фармација, мислам фармацијата е наука за лековите, ама јас пред да стигнам до лековите, јас имам поминато многу предмети. Анатомија, верувам се тоа. Анатомија, физиологија, фармакологија, имунологија, генетика, да не ти кажувам се и свашта. И тоа до најситни детали. Сега јас го познавам телото како функционира на клеточно ниво, значи не општо, на клеточно ниво. До секој детал, Значи до детал, и тоа многу помага за да можеш ти понатаму да се надградуваш. Јас точно знам што правам и кога е храната во прашање, од тука и ми потекна и идејата за да се надградам. Значи јас завршив после тоа уште 2 години магистарски диететика и диетотерапија. Така да желбата да сакаш да учиш, ама и основата. Апсолутно. Верувам дека многу е важно да имаш некој ментор, еве таков, сега пример, кој што ќе ти дае можност пред се ќе ти рече види, ти треба да почнеш да држиш тренинзи и сето тоа, и тоа е доста битно. Ете, ти за некој си била ментор као што ги имаш твоите. И многу интересно е, сакам да го кажам тоа, Марина работи моментално кај мене Марина, жената која што ми приде и ми рече, значи гледам во тебе потенцијал ако си заинтересирана. И мислам, она е професор по физичко, мислам педагог, знае како да пристапи кон сето тоа. Мислам, безрезервно даде од себе за да ме обучи мене и многу бев среќна кога после толку години, као да речем, се сврте рекалото и она дојде кај мене. Мислам, имаме перфектна соработка со неа. Она е врвен тренер. Многу е важно да имаш од кој да учиш. Мислам, тоа е менторот може и најважна работа. И баш се сеќавам тогаш кога се обучував, кога пробував и она еднаш рече дека осеќам, чувствувам дека ќе ме надминеш, така на шала. И после кога дојде кај мене, кога почна да дојде часови, вика ти кажам, да ме гледаш. Браво, тоа убаво е тоа, браво. Ама и ретки се тие луѓе. Знаеш, кај нас во нашето општество реално постои доста его. Секој сака да биде подобар, некако не си помагаме, гледаме искрено. Емпатија нула. Да, гледам да го смениме тоа. Последно време има доста луѓе што вака сакаат да си помогнат, да си разменат искуства, знаење, пошто за сите има и работа и све. Да, јас тоа викам. Значи можеме да сме, еве, вие сте тука заедно со друга, мислам, можеме да бидеме залепени едно до друго. И за тебе и за мене има луѓе. Апсолутно. Дај љубов, дај грижа за луѓето што се кај тебе. Така повеќе ќе повлечеме, не со омраза. Да, апсолутно. Сакам да те прашам, кое е твоето мислење за вежбање со отпор, со појак отпор, као тежини и сето тоа? Имаш поминато, ми кажа нешто, но едноставно немаш желба за тоа да го правиш? Не. Јас се чувствам многу убаво во сопствената кожа моментално со тренинзите што ги правам. Значи, знаеш како, седнувам, правиш муабет со другарки, со некој, значи не сум млада сум, ама не сум најмлада. Леле, ми се забавува метаболизмот, сега се дебелеам, не знам што, значи, после бременостите не сум веќе истата. Јас родив 2 деца, значи, не знам како да кажам, убаво ми е во сопствената кожа и чувствувам дека тие тренинзи мене ми пријат. Се чувствувам флексибилно, можам, не трчам на редовна база, ама можам да идам да истрчам 15 километри како ништо. Мислам, трчам полумаратон, не го трчав последниве 2 години зашто една бременост па бебе тен мало, инаку претходно трчав и тоа не се спремам. И не чувствувам потреба, значи јас имам мускулна маса, значи обично нели тежини вежбаме за да се зголеми густината на мускулот, нели за волумен да се добие. Моите мускули не се волуминозни, моите мускули се издолжени затоа што пилатесот имам цело време активност и плюс со мала тежина и мускулот практично се истенчува, се издолжува наместо да се скрати. Ама јас имам мускули, јас имам сила и не чувствувам потреба, значи не дека се лоши тежинските тренинзи, ама еве јас сите сме различни индивидуи. Јас не чувствувам потреба, јас сакам да си го вежбам. Мислам, јас уживам кога го вежбам, тоа е точка, тука ми е. Апсолутно да разберам. Тоа е нешто така од некој што си се. И плюс друга работа, пример, не ми е важно, нели, голем задник, вакви, значи. Тоа ќе ми беше следно прашање околу дали или некој од клиентите дали некој што ти рекле, слушај, јас доаѓам и
сакам да зголемам задник или јас сакам да она што мислат они дека е туку така да намалам носете, а задникот да го зголемам. А одма ги стеснувам јас. Одма им кажуваш тоа, се, одма да. ги стеснувам затоа што јас им викам треба вежбаме за здравје пред се. Така, Значи да. фигурата што ја добиваме е само јаготка на Byproduct. шлакот. Значи нешто е као окей, како успад. Значи треба да научиме да уживаме во физичката активност. Ако си ти дошла да направиш задник, значи ти утре ќе се откажеш. Значи треба да ја засакаш активноста. Значи така да мислам треба време и луѓето, знаеш, има луѓе кои што не се навлечени на физичката активност, им треба да сватат, ама полека. Да, се менува културата, Да. апсолутно. А спомна за трчање, а вака не трчаш инаку, сето тоа кога не си трчам, спробам, што немам време, мислам, од кога имам 2 деца, буквално не ми останува време да идам да трчам, не можам ни да замислам, затоа што имам тренинзи и сега да идам и еден тоа ти е саат, два да ме дополнителен нема. стрес ќе те измори, да. Да, ама да решам да трчам, не знам, еве сега има во мај мислам 10 Има женската трка. Нема, женската 3 километри, ама нема да одам сега, не има, успеав да, да уште се нешто, организирам. халбанк нешто, да. Ама има 10, мислам да ќе ги истрчам Без по проблем. ништо, без проблем. Сите пати до сега додека сум се пријавила ги трчам. Без да се спремаш. Не се спремам. Да. Браво, секој чест. Ама не сам, јас тренирам не покрај пилатесот, ти е аеробикот ти е кардио. Да, и листовите ти се тука извежбани. И сум активни тука, јас си го кревам и пулсот сега. Апсолутно. Аеробикот од прилика си мериш, гледаш од прилика колку ти е average heart rate на. Па знае некојаш при интензивно зашто комбинираме доста искокови горе доле и 170 да ми се качи, мада ретко, зашто знаеш веќе имам добиено спортско срце, многу помалку, мислам умирување пулсот. Кога си умирување ти е, 40. Мене тоа пред некој ден гледавме дека ми беше 30 и нешто, не знам. Лудило, али јас исто на ЕКГ последно кога бев ми вика докторот, возбуди се на ЕКГ, пулсот ти е под 50. Не можам како да се возбудам. Нема, тоа е толку тренирано. Да, ама знае, обично кога вежбаме аеробик ми е од 145 до 160, зависи од тренингот што го имаш склопено. А во пилатесот околу 130, 120, зависи сега некојаш кој со помал интензитет и 110. Да, па добро, пилатесот повеќе си во место и правиш вежби што ги спомнавме, мобилност, па малку за мускулот, такви корективни, кај што се осеќа исто мускула, аеробик е цело време си некој движење. Користите степер и да, и мислам тегови, да. Jumping jacks, такви работи. Јаже, користите некојаш јаже за скокање? Добро, јаже е малце специфично зашто големи групи се и не можеш значи не можам јас 20 луѓе ми се дошле. Баш кај не секој знае да скока нејаже и мене ми е проблем често да научам некој, треба време некој да научи што нема скокано нејаже, али во суштина таа база скокчиња такви, како што кажат, го работиш срцето и така ти е те уствари спремно за да можеш да истрчаш без проблем. Значи не можеш гајле ни со 10-ка, ни со 5-ка да не прави муавет, можеш и да стиснеш побрзо. Сакаш некојаш, не знам, маратон, нешто такво појако. Па искрено маратон ми е преголем, видов дека си трчал ти сега и јалал да ти е преголем, мислам дека е преголем стрес за срцето. Некако доста долг период е, иако ја не сум размислувала за себе си, ама полумаратонот ми е окей, онака. Не знам тебе како не ти беше напорно. Па не би рекол дека е за срцето, затоа што мене average heart rate при мене беше 150 нешто. Цело време. Цело време. Не, ама да, ама како константно оптеретување во подолговременски период, мислам, не 150 не е ни да речеш не оптеретување. Да, ама така е. Да. Дека 3 по сати ретко кога работи срцето на 150. Тоа. Али во суштина ама види кога имаш мускули, кога имаш добра база, затоа не си почувствувал. Да, нешто на такви моменти јас како имав при крај проблем беше грчевите, затоа што посебно јас затоа што не сум база на трчачи, рано трчачите немаат голема мускулна маса и јас пошто тренирам нели во теретана и сето тоа и други работи, да речеме дека имаме повеќе мускулна маса и поголеми се шансите да ме фатат грчеви, ме фаќаа на крај. Не ми беше тешко вака кардиоваскуларно да речеш, пошто не беше некој брз ритам за мене, ме сваѓаш, не трчав со многу брз пейс, пример да сум на 5 километри, ќе стиснам многу повеќе, тука ќе почнам да се задишам, што се вика и така. Али тоа беше разликата, сега некој што трча побрзо, баш Дарио Ивановски, не знам дали го знаеш, што е рекордер, нели? Он ми покажа баш преку седнавме, вика еве види average heart rate, мислам дека му беше 170 на последниот маратон, 2 сати. Ама тој левел да го стигнеш, тоа е нереално веќе. Да, многу е. Добро, имаш вака помина, имаш 2 деца, така? Помина со сето тоа, се врати у форма без никогов проблем, секоја чест. И имаш програма за трудници исто така. Како е и да тој процес?
процес? Ми спомна дека вежбаш со нив, скоро до крај вежбаше со нив. Правиш нешто специјално? Програмата ти е онлайн, претпоставувам, така? Да, почнав и во сала, ама некако знаеш многу е тешко да ги собереш трудниците на Да, едно нема, место. да. Многу повеќе можеш да на поголема Кога му маса треба, да на ги некој ќе си земе обслужиш, кога е едноставно. онлайн, да, и затоа решив дека поисплатливо ми е да биде само онлайн таа програма. Искрено кај нас уште сме во општество во кое што е табу тема да Не вежбаат вежбаат, трудници. Мислам и јас и од докториот се нели на почетокот, значи за мене беше шок првиот пат кога нели окей, јас дента кога видов дека 2 цртки, јас имав тренинг вечерта и јас не можам да го откажам тренингот. Да. И од докторот ти вика, па модифицирај го, намали малку. Сега, што е тоа модифицирај го? Знаеш, мене ми беше првата временост многу голем стрес. Так. Ама не се откажав и решив, нели, после читав, се едуцирав, гледав примери други низ светот, значи некој да ти даде мотивација дека е окей тоа што го правам. Значи не може човек што вежбал и што живее и што вежбањето му дава енергија, нели, ако имаш нормална бременност, сега да се откажам од вежбањето. Треба да продолжиш да живееш нормално, значи бременоста е физиолошка состојба, значи тоа е окей, се случуваат промени, ама нормално е, тоа е жениве, за тоа сме создадени. Да. И си реков во првата бременност, ќе си продолжам да си вежбам, ќе си продолжам да си бидам истата јас, никој не слушам, никој ништо не прашувам, ќе прашувам само дали ми е се во ред со детето, со на контроли, на контролите. И значи на крајот излезе дека се беше во ред, значи јас не качив воопшто ни килограми, мислам тоа најмалку не ми беше тоа важно, важно ми беше енергијата со која се носам, проблеми немав фотоци, ништо немав и на крај кога се заврши добро, кога јас значи се вратив од болница, кога се вратив третиот ден од болница, јас не можеше да познаеш дека сум родила, значи буквално како некој да ми го дал детето. Немав, мислам ти се чувствуваш слабо, баш како со царски рез се породив затоа што беше лошо завртено детето. Тоа е операција, абдоминална операција, ама и покрај тоа што беше операција, јас многу брзо закрепнав затоа што и телото ти е спремно, имаш побрза циркулација, побрза регенерација. Значи јас за 4-5 веќе петата недела држев регуларни тренинзи во сала, а советот на докторот ми беше после 12 недели да се вратам, да не ни помислувам 12 недели да вежбам затоа што вика, значи царски рез тоа операција, не ни помислувај, конците нема да ти се разградат. Ама мислам доволно добро си го познавам телото и чувствувам. Значи не претерував со стомачни, не претерував со некои позиции кои што чувствував дека ми афектираат длабоко долен дел од стомак. И тоа, нели, целиот мој прогрес и сето тоа како се одвиваше енергијата со која што се носе во бременоста ме мотивираше и си реков морам да направам нешто да го пренесам тоа затоа што навистина треба повеќе трудници да искусат, а нема, значи има некоја јога за трудници што сум видела, а баш пилатес или тренинзи кои што се адаптирани специфично нема. И сум, значи, сум имала до сега 4-5 година како терам со групата, не знам, 300-400 трудници, мислам. Има константно и сум многу среќна што се менува тоа мислење околу. Се менува мислењето и плюс ги чувствуваат бенефитите, значи имам трудници кои што цела најголемата мака имаат кога ќе се, како што спомнав, кога ќе се породат, пред се ментално ќе падне зашто не е веќе во таа форма што била. Пошто дремела, не правела ништо и тука сега ментално ќе падне, па додека се врати, како што спомна, ти ако се одржуваш, многу полесно ќе направиш регенерација. Значи мускуливе си го имаат, тонусот ти се враќаат и мислам не само тоа, не само за физичката форма, општо енергијата со која што се носиш. Пример, не си јас нели самото дете стрес дома, значи едноставно не знаеш што да правиш. Јас во ниту еден момент не бев истресирана. Како да речем, детето чувствува твојата енергија и двете деца ми беа перфектно мирни. Јас викам ќе раѓам трето, значи жално е да не родам уште едно, мислам стварно. И ја чувствуваат нашата енергија децата. И додека сум била бремена, ја чувствувала мојата енергија, никогаш не сум фрустрирана, мислам колку вежбаш, знаеш, те смирува вежбањето, друг човек те прави. И тоа е тоа и баш заради тоа и цело време мислам многу зборувам на тоа дека треба, значи окей, имаме ситуација, ама 20% од бременостите можеби и помалку се патолошки, другиве се со нормална бременост, значи треба да си, ама и друг момент е многу важен. Многу е важно како жената ќе влезе во бременоста. Многу па има жени кои што никогаш не вежбала, останува трудна и се јавува јас сакам да почнам да вежбам. Значи тоа е погрешно затоа што не може ти ако немаш никаква база сега за време кога имаш промени во телото да ти текне да правиш нешто. Значи јас викам здравата бременост започнува уште пред жената да зачне и затоа треба уште тогаш да ни се вклучи алармот и да си го подготвиме телото. Апсолутно. А за втората бременност бев како да ти кажам, значи не прашував, не смеам да вежбам, смеам се да правам. И буквално до последен ден, значи вечерта држев тренинг, сабајлето си отидов со торбата во болница и така.
Браво, браво. Добро, веќе кога имаш поминато тоа кога што кажа и знаеш како што. Да. Браво. Значи, имаш правиш некојаш апдейт или едната истата програма ти е тоа или сакаш волим 2 примера? Види, јас имам снимено за трудници, имам снимено некаде околу 70-80 тренинзи. Значи тоа е доволно доволно за она, значи ако некоја жена вежба со мене пошто обично се препорачува после 12-та недела да се вежба, после 3-ти месец, некаде околу 6 месеци, значи они имаат за 6 месеци секој ден различно да вежбаат. Никогаш да не го повторат тренингот. Да. Баш кога вежбаат така 2 пати неделно, 3 пати, зависи, некој може. Значи тоа се доволно тренинзи. Така да мислам дека и гледам цело тело тука да биде фатено, значи општо тоа преска не го спомнавме кога ги креирам тренинзите. Кај нас тренинзите се го активираат цело тело затоа што не правам тренинг кај денес само фокус нозе, задник, значи ја вежбам цело тело затоа што таа жена можеби ако уплатила 3 пати, оваа недела ќе дојде 2 пати, значи вежбаме рекреативно, да си го запазиме тоа, да го активираме цело тело и да имаат бенефит. Исто и кај трудниците, значи вежбите ми се направени да го активираат цело тело, да почувствува циркулација, да се почувствува убаво буквално. Да, браво. Точно убаво што рече, пошто некој ако доаѓа 2 пати неделно нема да го фати цело тело. Не, или не знам ќе отсуствува, не знам, обврски едно друго и сега ќе дојде еднаш и ќе го фати тренингот за нозе само и веќе толку и нареден ден пак ќе дојде и пак само нозе ќе го фати. Затоа сметам дека кога вежбаме рекреативно многу е подобро, нели? Нека има фокус, нека бидат малце повеќе фокус нозете, ама да се активира цело тело. Апсолутно. Да. Одлично. Добро, поминавме околу тоа. Добро искуство им и се надевам сите ќе го послушаат тоа, пошто самата она има искуство и стварно е човек што треба да го послушате за ваков совет, така да ете словно можете да исконтактирате исто ако имате трудници или нешто така, пошто треба да се вежба, ако вежбате до сега, али треба нели со време да се почне да се вежба за да како што спомна на почетокот, треба тоа да се гледа како еден добар бенефит за здравието и ништо друго. By product е само изгледот како ќе изгледаме. Сега да те прашувам малце за храна, пошто си имаш ти посебен дел за тоа, нели? Прво ќе те прашам, имаш и прирачник за храна, нели? Пошто многу имаме у денешно време интернетот, колку што е добар, толку е лош. Можеш да видиш 300 ствари, баш неколку видеа гледав што ги прават као демек у денешно време ништо не можеш да знаеш здраво да јадеш, зимаш јајца, ти вика не јајца зимаш ова. Ја направив такво видео. Така да тоа е хаос, ти имаш свој прирачник исто така за готвење. Што значи во суштина за тебе здрава храна? Прва е таму почнеме, па ќе те прашам уште неколку прашања. За мене здрава храна не е само типот на храна кој што го внесуваме, туку и односот што го имаме кон храната. Значи и тоа ми е како исто толку важно колку што е и важна и храната што ја внесуваме. Здрава храна е да уживаме во јадењето, да бираме правилно, нели мораме да знаеме што е добро, што не е добро, ама во денешно време секој знае што е добро, што не е добро. И да не бегаме од една крајност во друга, у смисол некој мисли дека се храни здраво и на секоја етикета чита леле тука што пише. Значи тоа не е здрав однос кон храната, не може, значи ние треба да живееме слободно, значи храната ни е гориво, нели, за живот, ама не може да животот да си го фокусираме цело време околу храната. Така да треба да се надминат и овие се што кажа видеа што ги има у денешно време, ова е токсично, оно е токсично, според се тоа што го гледаме, треба ништо да не јадеме. Значи факт е дека и овошето и зеленчукот се е загадено, значи, но знаеме сите што е правилно. Знаеме дека не треба да се јаде брза храна, знаеме дека не треба да се јадат процесирани шеќери, сите добро знаеме и сега сето тоа да го вклопиме малку подобро во секојдневието, ама ако некош јадеме пица, нема потреба да се чувствуваме лошо, затоа што живи сме, окей. Јадам и јас сладолед, јадам и пица и одам у ресторани се, ама знам колку не го правам тоа секој ден, затоа што не ми е убаво да го правам секој ден. Од таквите оброци мене енергијата ми се зема. И после кога ќе ми текне дека леле 3 сати ми беше тешко мене после тој оброк. Никако не ми желбата за да го јадам следен пат ми е се помало. Така. Добро. Броиш ли калории ти за тебе во дневниот твој внес и кој е твоето мислење околу броење калории, пошто и тоа е тој ментален склоп што се замараат луѓето многу со тоа. Не бројам калории и тоа ми е тотално абсурдно. Никогаш не бројам калории, ама кога го правев прирачникот за храна, прирачникот содржи 100 рецепти да и тука сакав да ги пишам деталите и кога бидејќи прирачникот е всушност значи поделен на оброци, имам појадоци, ручеци, вечери по 20 идеи, 20 десерти и 20 имам као направи сам работи како крекери, не знам некои леп или некои работи кои што можеш да си ги направиш дома.
Кога го правев, прирачникот и кога сметав, сватив дека уствари сите оброци кои што јас ги јадам, ги јадеме дома, кои што ги готвам, се совршено избалансирани, без јас да бројам. Така, без да истумјас во калориски баланс, затоа што тоа е тоа. Значи јас сум успеала со текот на времето, нели си го знам убаво телото, го знам составот на храната, да ги комбинирам работите на начин што сум, затоа не се, вајда не ни качувам килажа, ни спуштам, се држам у баланс, затоа што го познавам телото. Не бројам никогаш и никого не советувам да брои, затоа што прво не можеме да изброиме. Значи и сите калории што ги пишува на намирниците се литературно ставени, значи никој не е согорува па да се пресмета точно, значи тоа се од прилика вредности. Убаво е да знаеме нели каде сме, да знаеш колку трошиш, ама од прилика се и да не биде тоа фокусот, затоа што тоа создава фрустрација. И исто пример, многу често завршив јас диететика и диетотерапија, всушност не сум нутриционист, туку сум диететичар и диетотерапевт, што во Америка пример е тоа регулирано со закон, значи јас можам да давам совети на луѓе кои што имаат заболувања. Оти кај нас е се едно исто, нели, нутриционист, нема тука поделби. Добре што го разјасни тоа, нутриционистите, пример во Америка, според законот можат само на здрави луѓе да им даваат совети за слабење. Јас сум специјална и можам да давам кај луѓе кои што имаат заболувања, значи имаме луѓе што имаат тешки сериозни форми. Имаш право на некој што има некоја болест, пример, имаш право на исхрана за некој. Имам, ама искрено не работам индивидуално затоа што немам, ама имам искуство со неколку случаи, да. И сега зборот ми беше следно тоа да кажам, значи кога завршив сите леле контактираат дали индивидуални планови, индивидуални планови. Значи, не сакам, целта ми е во однос на храната да им пренесам на луѓето, да ги научам, да ги едуцирам како сами да си прават оброци, а не јас да ти давам 7 дена мени, а утре пак 7 дена мени и ти да бидеш роб на тоа мени. Да. Тоа е притисок, тоа е стрес. Значи, јас не знам ти како живееш, со кој живееш, дали, пример, јас готвам за моите 2 деца, ја не можам да готвам посебно за мене. Некој можеби живее со родители, со свекор, со свекрва, едно друго. Значи, сите тие луѓе влијаат на нашето хранење. И сето тоа секој си го знае индивидуално, во зависност од работа, некој работи усмени, сега јас на некој ќе му дадам мени 7 дена и тој ќе се фрустрира затоа што согласно своите обврски он нема да го постигне. Значи целта ми е, еви што споделувам контент на социјалните мрежи, е да им пренесам на луѓето едукација и да ги научам сами тоа да го прават. Можеби да, ќе дадам некојаш предлог 7-дневно мени или слично, но тоа е само предлог. Тоа е да видиш од прилика како изгледа. Да, како би било. Еве и книгата моја. Предлог е буквално, имаш 20 идеи за појадок, 20 за ручек, за вечера. Види, разгледај, организирај си, направи си ти шема, според тоа ти. Можеби, пример, еве јас здрава е урдата, ама не можам да јадам урда, не јадам урда и точка. И сега јас кидам кај некој нутриционист, ќе ми даде мене урда да јадам и јас ќе затнам нос да јадам урда затоа што ја има во менито. Затоа треба, мислам, тоа ми е гледиштето, дека треба да бидеме послободни кон храната, да научиме што е правилно, што не е правилно, ама да не бидеме обседнати со тоа колку сме внеле, што сме внеле. Вежбајте, јадете убаво и ќе уживате во животот. Да се направат сите тие куцки. И јас тоа им викам исто често кога ќе ми придат за, пошто 90% ќе придат за, нели, сакам да ославам и сето тоа, дека пред се треба да се ужива во процесот. Кога уживаш во процесот, као што зборавме, дека by product ќе биде тоа што ти како ќе изгледаш и сето тоа. А што се случува, еве некој ако дојде конкретно и ти рече, Драгана, јас сакам, или пошто имаме, нели, такви случаи често, јас сакам да ослабам месецов, не знам, 5 кила, тоа е многу, дали 9 да речем, или 2-3 кила. Дали кое е твоето гледиште на тоа, доколку некој има некој фотошут, нешто мора да ослабе, стварно треба да ги намали тие килажи, дали што ќе му кажеш ти, како да се пак не сум за тоа, јас како да ти кажам. Те сваќам, ама еве. Јас не можам да му дадам диета, не можам да му дадам диета и да му речам стај се на рестрикција. Значи едноставно сметам дека треба да јадеме за здравје. Значи требало да мисли порано малце еден месец, тоа ќе му го кажам. Значи сега касно е. Значи вежбај, работи, посвети се, ама можеби ќе загубиш 2 или 3 кила. Значи не е здраво да го ставиш некој на рестрикција, мислам, окей, еден месец нема ништо да јама. Зашто да му правиме стрес на телото? Зашто? Мислам, ќе јадеме претходно се и свашта и ќе ни текне сега дека имаме фотошут, па и сега нема ништо да јадеме. И после ќе се врати. Добро, и тоа ќе се изврати со камата. Тоа е цел, ама ќе се врати со камата и тоа се само шокови за телото. Дали користиш суплементи? Минерали и витамини, суплементи не користам суплементи, односно користам на периодична база, сега зависи нели од периодот од годината. Ама у суштина не користам воопшто, иако сум фармацевт, воопшто не сум посветена на тоа и не сум обседната со суплементација. Сакам да извлечам максимум од храната, се трудам поразновидно да јадам и да извлечам максимум, затоа што
витамините и минералите што ги има во храната, ги има се многу побиорасположливи и телото многу подобро ги користи и во многу помала концентрација да ги има отколку кога се во таблетарна форма. Така да користам многу периодично, не знам, значи воопшто не сум обседната со суплементи, така да тоа е мојот став на темата. Мислам дека малце се претерува кај нас, особено во ковид времето. Значи многу луѓе конзумираа витамини во количини кои што се стварно опасни. Сега си мислиме не е опасно, ама опасно без да се направи крвна слика, без да се опасно провери. Опасно е затоа што сето тоа што го внесуваме од страна, значи поминува низ, значи се што од странично ќе влеземе, поминува низ црниот дроб и низ бубрезите. Сега не може да не е тоа опасно во толку големи концентрации. Ти го оптеретуваш црниот дроб за да не може друга функција да си врши што треба да ја прави. Исто и бубрезите. Така. Добро, доколку дали препорачуваш или препоставам не, пошто и ти не ги внесуваш, ама еве кој е твоето мислење кога дојде некој ќе ти каже да земам ли L-карнитин или фет бурнер, некои такви прости. За L-карнитин и за фет бурнер сум многу против. Значи прво и основно за L-карнитинот да кажем нешто. Значи L-карнитинот прво, значи формулациите кои што ги има кај нас на пазарот, имав на магистарските истражувања за ефектот на L-карнитинот и формулациите во кои што е. Значи L-карнитинот кој што може да се купи кај нас, џабе се пие затоа што многу малце се абсорбира. Значи тој не се искористува од телото, за да се искористи треба да се направи во специјална формулација која што за жал кај нас ја нема. Не знам, не сум видела последниот тоа го правев пред 3 години, не сум видела дали има нешто ново увезено, ама буквално џабе го пиеме. Така. Од друга страна, сите вакви, не знам, L-карнитинот и фетбурнерите можат само дополнително да направат дополнителен проблем во телото. Пример, конкретно L-карнитинот може да поремети тироидна функција. И сега живееме во поднебје во кое што тироидните болести, особено, мислам и кај мажите ги има, ама кај жените се многу застапени, затоа што почвата не е сиромашна со јод, воздухот не е сиромашен со јод и сега ние дополнително ќе пиеме L-карнитин. Зошто? А можеме на друг начин да пристапиме на здравјето. Значи Ко парат некој тој побрз пат што мисла дека ќе им помогне, но не се гледаат. Ја мислам дека ние, јас и ти како професионалци во тоа треба да бидеме максимално поборници и да ги едуцираме луѓето дека тоа не е патот. И кога јас ќе зборам, ти ќе збориш и некој друг ќе збори, веќе ќе се смени перцепцијата. А ако им викаме земи за да види, за да ако треба, значи да ставиме пред и потоа слика како што прават сега некои тренери, за да ставиме пред и потоа слика на Инстаграм. А уствари здравието негово, која тоа треба да е примарна цел. Да. Апсолутно. Не, јас воопшто не сум за такви работи, никој кој ќе ми спомни или кој ќе ми каже искрено, им кажувам дека нема потреба тоа да се зима и седото, но му викам, ако ти толку си се решил, сакаш, пробај, види, не знам што да ти кажам. Јас не ги препорачувам, ама читал на интернет, гледал, барал и некогаш оставам слободно, му викам, слободно, пробај, види дали ќе ти направи нешто, дали ќе ти помогне, ама имаш многу начини природни што ќе ти помогнат и ќе стигнеш до тој пат. Не треба да се брза само, ама тоа е некогаш едноставно така размислуваат луѓето. А кажи ми, еве, ќе го спомнам креатин затоа што е суплемент кој што има најмногу истражувања во суштина. Кој е твоето мислење за него, суплементација на креатин и сето тоа, дали имаш разгледувано малце повеќе во тие истражувања нешто? Искрено имам разгледувано кога маш ми почна да си купува и му реков дека значи не е окей да го пие, мислам. Според тебе не треба. Според мене не е окей, значи нема потреба да одиме во екстремности. Затоа што креатинот може да направи проблеми на бубрезите. Да, тоа е познато е така. И сега мислам не знам како да ти кажам, абсурдно е да правиме нешто на сила кога можеме да го направиме поприродно. Зошто ми се големи мускули ако не сум здрава? Зошто ми, значи А што мислиш за тоа што има многу истражувања каде што дозата била, пример, дозата што се користи 4-5 грама, не да се, нели, пошто има они некогаш рекламираат фаза на полнење каде што внесуваш многу. Не се правени, мислам дека многу истражувана на фаза на полнење и сето тоа, затоа што понездраво е, сите го збора тоа. Ама со тие 4-5 грама има многу истражувања кои што немаат разлика ниту во крвни слики се нели правени, немаат некоја разлика, имаат подобрување на перформанс, еве на така ќе го гледаме. Види, прво и основно и кога се истражувањата во прашање, значи кој ги спонзорира тие истражувања? Значи нив им одговара, на сите им одговара што ги продаваат тие суплементи да го платат тоа истражување, значи исто истражувањата и со студиите кои што се гледаат и се читаат треба да се биде внимателен, затоа што да се провери значи, јас ако за се едно нешто можеш да најдеш, нели, зошто е добро да го правиш. Сепак јас стојам на ставот дека нема потреба ништо дополнително, значи можеме да
Значи целта ми е long term да бидам здрава и да бидам функционална. Нема потреба допълнели, ќе се подобри перформанс, ќе се подобри перформанс и ако спиеш убаво и ако јадеш убава храна. Мислам, не сум за тоа, не сум. Да. И колку и да има истражувања, не сум. Да, едноставно немаш такво гледиште врста. Не зашто го спомнам него најмногу затоа што телото ни го креира нормално, ама зависи во кој размери, баш ка само од месо во суштина го можеме да го примиме. Има примерите и вегетаријанци и вегани што не јадат месо и нема да го добијат, па суплементација на нив дали би препорачала некојаш, ама добро. Не си во суштина за тоа. И на темата сега ќе ме нападнат тие што се вегани и вегетаријанци. Тоа ќе те праша следно, дали јадеш ли месо и што? Јадам месо и фала Богу дека јадам. Значи, ако треба нешто да го внесувам, ако храната не е креирана така да можеме да земеме се од неа. Ако треба јас нешто да го внесувам во суплемент, тогаш јасно е дали треба или не треба да го внесувам. Значи, тука ми завршува целата приказна. Значи ти фали нешто едноставно, да. Значи, не сите вегетаријанци не, вегани. Вегетаријанците јадат јајца, па јајцата се доволно. И риба, не знам дали јадат. Во секој случај, ако треба јас нешто да внесувам од суплемент, едино некој, нели, ако има алергија, ако има нешто на одреден тип на храна, во ред, нели, тоа мора да се суплементира. Ама од аспект дека е поздраво или, мислам, многу широка тема е тоа. Да, може многу широка тема и тие што се вегани одма ќе скокнат и ќе почнат да не. Тоа е исто цело време таков бунт помеѓу двете страни. Ништо не треба да се претерува, ни со месо, ни со месо. Ја не сум некој љубител на месо, искрено. Али балансирано. Јадам 2 пати, 3 пати во неделата, јадам и надавам и на деца и се. А инаку преска на тема на креатинот ми текна Дарко маш ми кога пиеше креатин. Направи крвна слика. Да, направи крвна слика и му беше креатининот покачен и тоа доста долго време му остана покачен над граница. И многу пати сега исто кога пие БЦА подолго време. Кога пие БЦА и дополнително ако зема протеин, знае да му биде висок креатининот. Да. Пример БЦА за мене е глупост. Во суштина, пак јас се водам според некои истражувања што ги читам, дека аминокиселините многу подобро работат кога се сите заедно и кога се зимаат така и како суплемент, а БЦА-то нели се лусин, валин и лусин. Така да нема многу истражување, повеќе како маркетиншки трик за да се пие тоа, колку да си речеш, се е маркетинг. Ова ќе ми помогне сега малце ќе си го. Да, ќе ми даде сила, се е маркетинг. Во суштина, за жал, индустријата за храна е толку, не знам како да кажам, значи за профит. Да. Не се прават истражувања, значи со суплементите, значи само се продаваат, значи не е тоа како лековите, немаме строги истражувања и се и свашта се увезува. Никој не го контролира тоа. Така. Те сваќам. Имаш читмил, значи дали јадеш благо исто, на пример? Или немаш уопште желба? Потреба, затоа што јас си правам благи со урми и нешто слично, такви работи си правам и немам потреба. Ама ако некојаш идаме сега бев пред 2 дена на роден ден со керка ми на детенце од градинка, јадев торта, мислам, немам проблем со тоа, а читмил не уживам, како да ти кажам, никогаш не сум јадела во животот, сега не и правам антиреклама на седмица, ама не сум јадела никогаш во седмица, затоа што знам дека ќе биде тешко после тоа и не јадам. Ама знам да си, нели, кога нарачуваме храна, знам да си нарачам некојаш, нели, ме мрзи, не ми се готви денеска, ама тоа е се поретко, можеби 2 пати во месецот некако. Затоа што знаеш, кога имаш деца, друго е, да немаш деца, можеби и почесто ќе го правиш тоа, ама знаеш дека можеш да направиш за нив и така. Да. Инаку немам проблем јас со такви работи, како што реков, значи треба да имаме убав однос кон храната. Океј, има и чит мил, ама да знаеш каде си утредента, да знаеш да продолжиш. Не може чит мил и секој ден. Значи луѓето некако здраво за готово си го сваќаат тоа. Да. Треба да научиме да ги балансираме нештата и да живееме во хармонија со се. Да има баланс, како што спомнавме. Добро, ајде, дај ни 3 идеи за од твоја глава вака и од рецептите што ги имаш за вечера. Пошто искрено мислам дека најголемиот проблем луѓето имаат со вечера, знаат за доручокот прилика што дадат, се зборат нели таму јајца, мајца, сето тоа. За ручек знаат исто. Најголемиот проблем што го имаме е за вечера. Дај ни им 3 идеи кои што можат да ги Јајца во сите варијанти. Кај нас е омлет со врап, варени јајца, се шалам, ама да, јајцата ми се кај нас многу почесто на мени навечер.
Ни навечер, значи си ги јадете? Па не, јас сабајле обично не јадам баш. Не јадеш сабајле яйца? Да, некојаш правам, не знам, обично вафли, некој за децава, увесни каши и слично, или некоја Ете, плика ајде, знам да така, во направам. еден ден, трите оброци, како изгледат кај тебе? Значи, од сабајле, овесна, нешто со овес, преш, нешто Па тако? да, си правам некојаш овесна, или ќе си направам некоја као увесна палачинка, па ќе си ја намачкам со... Мислам, користам протеин додаток, не сум против тоа, нели, ако знам дека во оброкот ми фали протеин, Си користам додаваш, протеин, ама внимавам протеинот да нема од... Значи, протеините проблем се додатоците кои што ги ставаат, не се аминокиселините, значи тоа е храна Да, се да. аминокиселините, ама сите се со вештачки засладувачи. Да. И сега, нели, има студии кои што викаат дека сейф се вештачките засладувачи, ама има и многу студии кои што вака кога ќе прочиташ малце подлабоко, а се расчитав на темата, е дека прават сериозен проблем ако се користат long term. Значи, најголем проблем прават на бактериската флора на гастроинтестиналниот тракт. Плюс моментот со ситост, значи може дополнително, нели, тој ти дава чувство дека е благо и дека е супер протеинот, ама после тоа уште повеќе да ти се јаде благо, затоа што рецепторите всушност за сладко не се задоволени. Аха. Се прави повратна врска во мозокот и после тоа добиваш Ти бара поголеми повеќе, крейвингс за благо и за сладка храна. Така да гледам протеинот кој што Кој протеин го користиш? Го користам на Драгон фирмата е, Тинекс ги увезуваат, не знам дали ги знаеш, не. имаат од ориз, од грашок, мислам генерално се вегански. Вегански, да. Имам проблем со сурутката, не ми ја не ти понесува одговара, телото, да. не ми одговара, ич не ми одговара, не знам како да кажам. Имам пробано се секакви. повеќе луѓе да и изолати и се пак им Да. смета. Исто имам пробано секакви и од тука, нели, открив дека ми се окей, има со 80% протеин е тој од ориз, од грашок е супер, од бадем има, семки од тиква и ми се супер и тие ги користам, баш ка се сейф, си ги користев и за време на бременост, додека дојам, јас и уште дојам и си ги користам, така да и тоа многу трудници ме прашуваат дали смеат, нели, вежбаат, активни се, дали смеат да јадат протеин. Смеате слободно, само да биде од нели, од чисто нема подеб. додатоци многу. Да, и да продолжиме на Зајадењето. менито. Значи, обично од сабајле нешто нам, нели, да си направам увесна каша или чија пудинг, палачинка некоја ќе си направам со путер од јатки и слично. Све сама правиш путер или Јас имам бренд со, со Fit Delights. И мислам, не го правам јас конкретно, имам луѓе кои што ми ги произведуваат путерите, имаме бадеми, лешник, микс, секаков, така да тоа го направив затоа што многу сакав путери и моравме да најдеме начин. Мислам, значи имаш од кикирики, од кикирики, бадеми? лешник, бадем, и имам мешан кикирики, лешник, бадем и плюс имам крем како нутела замена, мед со лешници и со какао и сникерс вкус со кикиритки. Мораш да еме некој да пробаме. Добро, не ќе земам обавезно некој да пробам. Да, мислам, одамна ги имам 4 години веќе. Браво, не сум видел. Не си ги фатил. Браво. Така да... Че нив си ги користиш уште да, нив си ги користам, да, и за децава, мислам, здрави масти у секој случај. Нутела не купуваме ние, значи користиме тоа. Сникерс, тамане. Добро, значи тоа го покрива доручокот од прилика. Да, ма да, различно, различно. Сега за викенд, примерно, знам многу често еве денес правев пита од просо. Се адаптирам од децава, реално, што тие сакаат, некој ќе направам проја или некој, обично правам со цели житарки и разни комбинации печени. Ручекот ми е речиси секогаш некоја манџа, зашто тоа сакаат децата. Многу често јадеме мешунки и мислам дека тоа е супер, затоа што еве и конкретно крвни слики на деца, имунитет, едно друго. Мешунките се супер намирница и од аспект на влакна, од аспект на витамини, минерали, балансот на протеини, јаглехидрати кај нив, сложени јаглехидрати имаме. Грашок, граф, леќа, тоа се јаде многу често. Тоа ми е значи главното за ручек. Тоа ми е главното, нели, ориз, рижото правиме еднаш. Додавате мефце на тоа некој? Да, апсолутно. Како што реков претходно, 2-3 пати во неделата и месо обавезно. За вечера, бидејќи, нели, ако знам сабајле за доручок да јадам јајца, омлет или некој сендвич да си направам со јајци и слично, ако не сум имала, многу често ми се вечерта после тренинг јајцата, зашто ми се брзи. Да, одма ги или ќе смоткаш некој враб со јајце или само омлет со салата и слично. Некогаш знам да си подготвам место па со салата или со тестенини ќе сварам. Си имам мултикукер кој што ми го олесни многу готвењето. Што е тоа мултикукер? Па тоа е повеќе ствари можеш да спремиш уистину? Можеш и повеќе ствари, ама тоа е како експрес лонец на парја, на како да ти кажам, како
ставаш, не знам, месото, пошто користам за децава, домашно пилешко месо, а тоа е тврдо. Да, За пола саат се прави и мозок се распаѓа буквално. Што и да ставиш као 5 минути 10, многу брзо се готви. Така. И многу ми се олеснува тука готвењето и знам пример, ќе отидам на тренинг да си оставам да ми се прави некое месо и после тоа или тестенините, пример 5 минути ми треба за да ги направам тестенините, ќе направиш. И сега нема да свариш ти за вечера пола пакетче тестенини, ќе си свариш 6-70 грама, ќе си го искомбинираш тоа со протеин или риба пример. Рибата ми ја прави кукерот за 5 до 7 минути, ја ставаш на парија и готова е. Nice. Можеш компир, брокула да ставиш што сакаш, мислам, многу го прави. Да. Значи, од прилика така изгледа твоето јадење во ден. Да. Јајца на вечер. Ја не сум мада можам било кога да јадам јајца. А видов некој дека имаше ставено некој видео, ама еве сподели го тука твоето мислење за она што луѓето мислат дека жолчката им прави проблем и многу се фокусираат да ја делат, да јадат само белки. Јас од еден аспект го гледам тоа, ако некој број калории, им викам дека може да ја тргнат за да ги тргнат мастите, пошто не мастите се 9 калории од грам. Па не да нема скроз жолчка, ама пример да земе ако јадеш 6 јајца, 3 да му бидат со жолчка, 3 само белка ради протеинот само. Али кажи го твоето мислење кога тоа дека нема толку баш корелација со холестеролот. Па нема никаква корелација, мислам, ако станува збор за луѓе кои што се здрави, кои што се физички активни, ако немаш некои нарушувања, ако немаш атеросклероза и слично, нема потреба и плюс сега не може да јадеме 40 јајца во неделата, значи треба да бидеш пак. Да. Значи мора да има некоја граница, мада во секој случај некој кој што е здрав и кој што е физички активен и секој ден да јаде по 2 јајца, по 3, нема да има штета. Дали си видела, ми текна сега го кажа, имаше Тоше Зафиров, бодибилдерот, имаше као исто некој интервју или подкаст правеше, имаше кажано дека кога се спремал за некој настап, јадел по 40 јајца на ден. Не, 30-40 јајца, ја викам, тоа нема како да е здраво. Као од што и да јадеш, да го јадеш многу, не е добро, не е здраво. Исто така имаш спомнат дека 30-40 јајца на ден. Не, многу е тоа, мислам, многу е. Во секој случај ја разбирам, нели, перформанс е да изгледаш убаво и можеби окей, ама пак ќе речам, значи треба да го правиме ова за здравје. Да. И тука ми завршува цела приказна, мислам. Тоа е тоа. Мислам, тоа е мојот став. Може некој не се сложува со некој, значи некој можеби вежба за да изгледа да има голем задник, да сака да направи мускули, окей, нели, негово си е, ама моја цел и моја мисија и тоа презентирам и тоа сакам да го долгувам на луѓето кои што вежбаат со мене и кои што сакаат да го следат тоа што јас го кажувам, дека вежбаме за здравје и за well-being. Апсолутно, браво. Ни требаат повеќе луѓе така што гледаат тоа искрено, затоа што во денешно време со социјалните мрежи, кога све е сведено на естетика и на изглед, ретки се луѓето вака што ја представуваат таа страна на здравје. Дека мораш да си реален и да си искрен, мислам. Не знам. Знаеш, тоа ги удира понатака можеби во животот кога ќе се снајдат со некој проблем и ќе си речат, кај изгрешив, зашо вака. Реално се случува тоа и реално се почесто и почесто се дешаваат некои работи што викаат здрав човек, као ствари позадината не е баш така. Да, апсолутно. Добро, баш ми е мило што ни го представи ова вака што отворивме, се надевам некоја слика да се види, да се прикаже сето тоа како изгледа на еден човек што се фокусира на тие ствари, на тие детали. Кажи ми, еве спомна дека Fit Delights имаш путер од различни состојки и ќе земеме ни обавезно, може да си. Јас ти праќав, ти си заборавил, подаркот ти праќав тогаш. Може сум заборал, поема. Тоа беше пред 3 години, мислам. Ти беше роден ден и му викам надаре однеси му на Тони. Изгледа за роденденот на Фитин или за отварањето, може да беше. Пошто он дојде на отварањето, се сеќавам, да. Можно. Мислам дека може ми испарило, ама мислам дека ајде здраве, може да отворим уште една, па ќе донесеш пак. Каде можат на Инстаграм да те најдат, пошто имаш, Драган има многу успешна социјална мрежа, каде што споделува различни совети, вака и сето тоа, и тамо, како ти да ајде малку објасни на социјалната мрежа, еве да крај, пошто многу си успешна и тамо, како успеваш да го менаџираш сето тоа, социјална мрежа, твое студио имаш, самиот живот со деца и сето тоа? Види, не е лесно и мислам апсолутно, мада на социјалните мрежи, мислам тоа што сум стигнала до толкава слава, иако не сакам да го кажам тоа така.
Тоа е затоа што им споделувам на луѓето корисни информации. Значи, треба да, ако сакаме нели да постигнеме нешто, ако сакаме да луѓето не гледаат да ми веруваат на мене, значи јас не споделувам работи, ај видете ме мене како да си го сопственото его да си го ај видете ме каква кола возам или видете значи јас споделувам работи кои што им користат на луѓето, кои што им се баш навистина им требаат и ќе им го променат животот и затоа и всушност имам и расти во следачите и во се. Значи не правам ништо, ни реклами, ни не знам како. Да, се органски. Буквално се е органски и се е природно. Дури, нели, свесна сум дека можеби треба почесто да објавам. Имам периоди кога ме нема месец дена, ме немам 2 месеци буквално, ама јас добивам креативност, не знам, ќе легнам некојаш навечер и добивам креативност за некое видео и станам се бајле и ќе го снимам. Значи буквално иако можеби треба да имам подобар план за како да течат работите, ама се го правам така многу спонтано, се ништо не е. Како што спомна за трензите од глава, ако ми да, не, се е спонтано и се е природно, значи ништо не е кај мене ај сега ќе земам, ќе снимам или не знам што. Не може така, мислам. И тоа го гледаат луѓето, јас гледам дека тие кои што, знаеш, луѓето ти се го ценат. Пример книгата кога ја извадив, значи, тргнав да принтам, колку примерот си ќе испринташ и па викам колку да испринтам сега, знаеш, не знам колку да испринтам. 500. И као цената што ми ја дадоа за 1000 ако испринтам беше многу поевтина. Да. И викам ај ќе испринтам 1000 ама дали ќе ги продадам 1000, знаеш, па пари заробуваш, мислам. Да. Значи не ми се веруваше, ги продадов за 2 месеци ми се продаде. Значи во првиот бран без никаков спонзор, без ништо, значи 600-700 книги ми се продадоа за 10 дена. Браво. Така да, мислам, треба да им даваме на луѓето вредност, тоа тие што сакаат, нели, многу луѓе како почнуваат од назад. Ако не можеш да почнеш од назад, значи јас многу години објавувам и ова е процес. Значи тоа е процес. Јас од 2015 објавувам и онака без ништо да очекувам за тоа. Како даваш бесплатни совети без ништо да очекуваш. Така да тоа е. Како што спомна луѓето го ценат тоа и сега тие што ти се исто така како верни фанови дури од самиот респект и почит ќе го земат тоа, ќе се речат и Драгана толку време ни помага, не едуцира, ќе го купам ова ради респект пред се, да. Да, многу има така. И мислам треба што повеќе, мислам на социјалните мрежи во денешно време има многу се и свашта да се види и знаеш некогаш се плашам за општеството во кое што ќе растат децата мои или нашите деца здравје. Ама нашо е да ги едуцираме што треба да селектираат, како да речем, зашто има работи кои што све има. Све има све. Со друго нешто се бавиш само Инстаграмот или сакаш и YouTube, пример TikTok, не знам дали ставаш нешто такво? Имав некој ентузијазам, отворив TikTok и ајка, не знам, сите ми викаат ставај ги видеата таму, ама не знам како да ти кажам, не можам, не ми иде. Ставив едно видео, 2 и се откаже веќе него, мислам дека деинсталирав апликацијата на YouTube. На почетокот почнав, бидејќи, значи, FitLife приказната почнаше 2016, значи сајтот fitlife.com.mk има многу статии, сега последно време не објавувам таму. Да, имаш и блог твој каде што објавуваш статии, имам многу статии, имам можеби 400-500, имам многу рецепти и луѓето го користат. Значи јас кога отворив Google Analytics, кога видов дека дневно имам по 1000 посети, бев ништо не објавувам, значи 2 години таму не сум влегла. Значи само плаќаме хостинг и сервери, ништо не сум влегла. Ама квалитетна е содржината и кога ќе укусаш нешто, не знам, рецепт некој, не знам, здраво, не знам шо, било шо, прави сме на Google. Да, браво. Да, затоа што, нели, органски се не е ништо, се е мое, сликите се органски, се е мое. Така да, тоа е, на YouTube објавував некои видеа на почетокот кога почнавме и после тоа некако се откажав. Има можеби некои 1000 сабскрајбери, поема немам. Па тоа не е лошо, браво. Не е лошо и некојаш си викам треба да објавувам. Ама немам време, не знам како да речам. Треба малце да ги поделам работите. Се правам многу спонтано, малце да се посветам повеќе, можам да направам по... Ама и нека порастат малку децата. Да, може ги ти помогнат за израелка. Добро, значи, а како се вика блогчево, пошто таму има спомна и рецепти и сигурно и некои совети може тоа да се разгледа. Ние ќе ставиме се во description плюс да има. fitlife.com.mk е сајтот. Да, а сега сајтот што не спомнавме воопшто, имам постпартум програма. Мислам и постпартум програмата е направив затоа што инспирирана од целото патување и се и мислам супер онака имам премногу жени што се задоволни многу. Значи како ќе завршат со една, да, и таа ми е, да, мислам програмата е замислена како 6 дена име процес, имам јаснувам убаво се и таму пробав да објаснам некои работи кои што
Жена која што и не sme да јаде тоа, не sme да јаде она, и знаеш многу такви теми кои што како погрешно им се презентираат на жените и сакав да ги со факти да им ги обработам. Програмата, таа програма и сега сите онлайн тренинзи кои што спомнав дека ќе имаме нов сајт со едукации, со рецепти, со се, ќе биде на draganafitlife.mk. Си го брендираш со сето име, добро. Да. И путерите ми се на друг сајт, 100 сајта, shop.fitlife. shop.fitlife.com.mk, мислам тоа е дел од FitLife. Па добро, Дарко е програмер и он ти ги средува тие работи, значи. Јас тоа не се замарам и за тоа сум покриена. А после вај предпоставам сакаш све да ти биде на Драгана FitLife, што рече, за да имаш све таму. Да, мислам блогот fitlife.com.mk нема да го чепкаме и ништо да не ставам за тоа што си има посети, а инаку после, да, тука ќе биде се. Мада и шопот е посебно, знаеш, тоа е таму се путерите, некој што сака да се нарачува, нема нарачки на Инстаграм во пораки. Да, таму си идеш. Сега имаме технологија, многу е апсурдно да собереш нарачки на рака. Да. Ти имаш улога во составот на путерите, пример, или само брендот си го правиш, или пример се консултираш со нив, сакам ово, не, или само бренд? Значи, путерите се homemade. Значи, прво кога почнав, јас купив машина од Америка и нарачавме специјална и почнав да ги правам дома, во кујната дома. Напорно, и ми беше многу напорно. Значи, путерите се 100%, значи бадемот е 100% бадем, лешникот е 100% лешник. Нема ништо друго, додатоци не користим. И почнав прво јас, ама видов дека не можам да постигнам и се имам луѓе кои што си се, нели, регистрирана фирма оператори за храна, они си не ги прават, они ги доставуваат, секој ден им давам извештај од нарачките, си ги спремаат. Мислам, преку мене оди се буквално, сите набавки се, ама тие го прават целиот процес и има, мислам, доста, сум многу задоволна, затоа што и луѓето гледаат дека, мислам, чисти се, не пробуваш да ги манипулираш, им даваш здравие, мислам, буквално. Си размислила некогаш да ги ставиш производите некаде маркети, некој нешто? Па не сум размислила затоа што автоматски ако ги ставам во маркети ќе се не да изгубам јас, ќе се загуби тоа. Пример, бенефит од сега што го добиваат да купат путер од лешник од маркети од кај мене е тоа што путерот од лешник што ќе го купат од кај мене е направен максимум пред 2 недели. Он добива таза лешник, значи не вака да не биде стоен и така е стоено и ти ако склучиш договори со маркети, тоа е веќе сосема друг процес. И сега јас сум свесна дека не можам да правам некој голем обрат тука. Ама не го правам тоа за обрат, тоа го правам како, мислам, убаво ми е и убави се путерите и за тоа го правам. Максимум 2 недели може да биде. Да, ама и се трошат, мислам, цело време дури имаме моменти кога не може да постигнеме со нарачки. Затоа што и самата машина моментално собира 5 кила путер само да направиш одеднаш. Здравје планираме да набавиме. Сега сме баш преговори да набавиме нешто малце полупрофесионално за да можеме да правиме повеќе одеднаш. Браво. Обавезно ќе земам да видам. Да знаев ќе ти донесеш. Па во суштина тоа е тоа. Фала ти многу за овој квалитет што ни го дае, пошто верувам дека многу битни работи кажавме пред сеете и за храната и многу луѓе си ставаат некои такви стереотипи за храна и си ставаат некој притисок за сето тоа околу калории и сето тоа. А пред се и за девојките, пошто јас работам со многу девојчиња, имаме многу девојки од теретана. Добро е да го знаат ова, можеби не за се и за понатака, за дека треба да си продолжат со вежбање, со контролирано вежбање нормално, ама дека не е ако си трудна, нели, да застанеш скроз, кога веќе ти си го правил тоа. Да, и плюс ако си вежбала со тежини пред бременоста, вежба и во бременоста, сега модифицирај. Апсолутно. Можеш ти, така си навикната, твоето тело така функционира нормално. Не, добро е тоа што имаат, мило ми е што имаат човек што кај може да се обратат, ме сваѓаш, пошто како што спомнавме од денешно време ретко е тоа и нема многу извори од кај што можеш да најдеш некој што искуство го направил тоа и го поминал, така да мило ми е тоа ми беше целта и се надевам дека на сите им се допадна сето ова. Јас уживав во разговорот со Драгана. Уште еднаш ти благодарам многу што дојде и не посети и може би некогаш пак ќе си седнеме, ќе си направиме мовет, ќе правиме некој тренинг натака сигурно да ја смениме и таа култура малце околу вежбањето пилатес и сето тоа. Ти посакувам многу успех со новото студио, уште многу групи да се наполнат сите. И ќе се слушнеме, видиме во некоја. Фала многу што јас имав можност да си кажам се, супер беше, се надевам дека сите совети ќе им бидат од корист. Апсолутно. И тука сме да менуваме животи заедно. Да, апсолутно. Тоа е тоа, дечки, имајте убав ден, ќе се чуеме во некоја нова епизода. Ако сакате да ме поддржите, само кликнете си subscribe, лајкнете и ќе се чуеме во некоја следна епизода. Чао.